Добро вечер, Тодор Чепреганов, поранешен директор на Институтот за национална историја. Добро вечер и благодарам за поканата. Го смени името сега на Република Северна Македонија. Добро. Институтот за Северна Македонска. Добра е Република Македонија, Историја. затоа што Северна Македонија се уште нема историја, нема зашто да збориме. Чепреганов, многу луѓе со презиме Чепреганов ме гостуваат во емисијата. Пред 3 недели беше Методија Чепреганов. Вие сте роднени со Методија Чепреганов. Така да по глава на жител најмногу Чепреганови има во емисија во центар. Со него имаш одличен интерес, а најмногу со вас ке направиме одличен интервју. Види, не се сомневам во фамилија Чепреганови, која што по наследство се трговци. По 45-та година ја напуштија трговската линија и сите се во полето на науката. Во Чепреганов има 5 доктори на науки. Методија Чепреганов е експерт за мозок. Да. Или за душа. Вие сте директор за национална историја. Јас сум за историја. Доктор по историја. Вие сте значи од Ново село. Има во Ново село. Во Ново село све бугари се или има и македонци во Ново село Штип? Не можеме така да генерализираме. Манчо Михајлов е Ново село. Тодор Александров е Ново село. Точно, там Киро Глигоров. Апостолски, Владиката Михаил. Едно мало место, како Корлеоне во Сицилија, значи Ново село во Македонија. Да, и таму се главните бугараши. Или бугари. Мислам, вака кажано звучи така, меѓутоа не е точно, затоа што јас можам да ви го дадам примерот чисто на Апостолски и може да се направи споредба со Гоце Делчев. Апостолски е роден во Штип, во Ново село. Роден е во време Михаил Апостолски, роден е во време на екзархијата. На бугарска екзархија. Гоце Делчев е роден во Кукуш во време на Османиската империја и осето екзархиско училиште, во екзархијата. По унијанската. Михаил Апостолски завршува училиште, заминува војна академија. Гоце Делчев завршува училиште, заминува на војна академија во Софија. Апостолски завршува во Белград војна школа, станува мајор, го праќаат во Словенија. Гоце Делчев завршува воено училиште, почине да се бори за Македонија. Апостолски по 41 година нападот на Југославија се враќа во Македонија и станува главен на македонските партизански одреди на наслобителна војска. Што е Михаил Апостолски? Македонски бугарин, бугаро-српски македонец или што е? Зашто го поредувате или зашто направивте паралела на Михаил Апостолски со Гоце Делчев? Па затоа што бидејќи двата се на некој начин неспоиви. Каде најдовте да речеме да направите таа паралела? Ке дојме само шо да Мејалкови се исто од Ново село, така? Да. Таткото на Мејалко, Сашо Мејалков, Владко Мејалков. Она спомен куќа или како се нарекува? Црква направи спомен куќа. На Ванчо Михајлов и така натаму. Не знам на Ванчо Михајлов. Нели отвара нешто во Штип? Што беше тоа? Во Штип се отвори музеј кај што се Ванчо Михајлов, Гоце Делчев и Тодор Александров. Добро. Зошто имате потреба да речеме Гоце Делчев и Михаил Апостолски? Михаил Апостолски е човек кој на бел конј влегува во слободено Скопје. Добро. Бугарите не само што не го својатат Михаил Апостолски, не можат. Туку сакат и да го заборават во својата историја, бидејќи тој е човекот кој требаше да климни со глава да дозволи или да не дозволи бугарите да имат барем 15 дена борба против фашизмот во текот на Втората светска војна. Тоа е човекот кој што од голорак народ створи армија. Тоа е единствен случај во историјата. Тоа кажано еден американски генерал кој што вели дека Михаил Апостолски е за пример како од човек кој што единствен школуван, формирал од голорак се одселани, формирал војска. 100.000 војска на крајот од војната излезе Михаил Апостолски. Споредбата е ради тоа што постојано велат Гоце Делчев бугарин, Гоце Делчев ово. И овој го поминал истиот пат на она, да речеме, национална идентитетска негација. Што била. Не имате чувство дека преголем комплекс имаме од таа наша историја, тоа наше минато. Гледате, сите интервјуја со македонски историчари, знаете,
сите интереси македонски политичари. Ние нешто се оправдуваме, ние нешто објаснуваме, ние нешто правиме. Знаете, историјата, како и животот, работите се многу јасни. Ајде, малце да се отклониме. Може ли малку да се отклониме, да не разговараме за Тодор Александров, Ванчо Михалов, ќе се вратиме на нив. Никола Тесла, роден во Горски Котар, во тој период не постои на Хрватска, не постои ништо, тоа е Австро-Унгарија. Што е Никола Тесла? Има спор сега помеѓу србите и хрватите. Да. Точно. Еве што е Никола? Ајде да седнеме да што е во моментов како вие би го дефинирале Никола Тесла? Сакат хрватите да го стават на своите пари, сакат србите да го стават на своите пари. Што е Никола Тесла? Тоа се работи кои што не се случуваат на Балканот без значење. Работи, ние се расправаме кој е што идентитетски во 21 век. Значи, ова не е Гоце Делчев, не е Даме Груев, ова е едно од 10-15 најзначајни личности во светската историја. Да, Како, еве се, ние неутрално ко македонци, бидејќи нели некој треба неутрално да го реши или да слуша што им зборат бугарите и да слуша што им зборат македонците. Како ние ќе го дефинираме Никола Тесла? Сам се декларира србин, роден во денешна Хрватска или на територија на денешна Хрватска, во тоа време постоела Австро-Унгарија, не постоела Хрватска. Како ние ќе го дефинираме? Замислете се хрватите и србите да влезат и да водат едно 15-20 години конфликти, полеми. Може да го постават за влез на Србија во Европска унија, може да го се направи преседан со Грција, кој што направи грците, тогаш тој преседан веќе станува правило, тоа веќе не е исклучок. Па еве и со нас бугарите зашто не уценуваат? Зашто не уценува заедничка историја, Гоце Делчев бугарин етнички бе? Зошто? Добро, само не уценуват или имаат право да го прават? Не уценуват. Не уценуват. Затоа што ако се фер колку што не се, они треба да се признаат кој го славел Гоце Делчев. Во чија меморија живеел Гоце Делчев и Илинденското востание. Они треба да бидат фер да признаат. Во периодот меѓу двете светски војни, Илинденското востание го слават македонците. Илинденската организација, бугарите не го слават. Добро, Чепренов, сигурно. Кога ги читам и нашите бугарските истории, јас се обидам да ги читам двете истории. Не претендирам дека сум историчар, не ни сакам да бидам историчар, јас сум економист, меѓутоа за да можам да ги разберам проблемите кои постојат 100 и кусур години помеѓу Македонија и помеѓу Бугарија, сакам да ги читам двете истории. Наоѓам аргументи на наша страна, многу повеќе наоѓам аргументи на нивна страна. Фактите во наводници историски може би се повеќе на нивна страна. Процесите историски се на наша страна. 3-4 војни влегуваат Бугарија поради македонското прашање, ги губат. Таму е еден драматичен историски комплекс формиран кај бугарите. Тешко тоа се менува. Тешко тоа се менаџира. Ако ве влезете во една војна, веројатно ќе влезете во втора. Ако влезете во втора, мали се шансите или нула, за да не влезете во трета, они 4 има влеза. Како да излеземе од тоа? Значи, и ние и они имаме школи во кои што учиме. Каде што се гради... Историски школи? Основно образование, гимназија, факултет, учиме сите. Нивната приказка е една, нашата приказка е друга. Добре, има ли ние да речеме нашите учебници германскиот фашистички окупатор правеше злосторства, италијанскиот фашистички окупатор? Не, ние посебно сме на балистите и на бугарите. Не велам дека не правиле, меѓутоа, бидејќи Германија е мокна земја, бидејќи од Германија тука има само колку 120 германци беа во Македонија. Биле италијани. Италијаните биле и балисти. Лета после Тиранската платформа ги заборавивме балистите. Никој не ги спомнал, Джемо Хаси има споменик тамо во Сивници или како се тоа негово место, и никој веќе тоа не го спомнува, нели? Тоа е веќе нормално, тоа веќе е прифатливо само. Затоа и овој клубот што се отвори во Битол требаше да биде нормална работа. Затоа што државата која што треба да се грижи за тоа не презема никакви мерки тоа да го спречи. Па таа е државата која што го чува тоа. Кој ние историчарите можеме да збориме колку сакаме, меѓутоа ако државата не реагира, што правиме ние? Еви политичар. Сега Еви политичар, снимен у Бигорски манастир, снимен со представник на цар Борис друштвото во Охрид, и во рација носи български народни. И ќе биде носи български народни. После оправдувањето кој ќе биде, не знаев дека е од браќата Миладиновци. Дека е тоа. Па некош ние самите си го правиме тоа.
Понекогаш ние самите си го правиме. Македонски политичар кој сака да стане премиер. Со български народни песни. Представник на дружеството, ова е младинската структура, тя скинхейтси, како ги рекоат, на цар Борис од Охрид. Види, немам ништо против тоа кој сака. Има пред изборите средба во Бигорски манастир, кај што тие треба да гласаат за опозицијата на локалните избори. Да, не можеме ние тие работи да ги користиме во политички тоа процеси, е проблемот, што историјата се користи во... Кога дојди после јајцето на задникот, тогаш да биде куку ноне, куку леле, што направивме, и тогаш почнуваме патриоти да стануваме. Тука е проблемот. Што во одредени историски моменти кога треба нешто, кога ќе загусти, да се реши, се повикува историјата. Дали уште повеќе да ги заплетка работите, или да се добие некоја корист? Лјупчо Георгиев се вели, не можат историчарите кои ги направија проблемите, сега да ги решат проблемите. Сметајќи на вас, ако сте биле прв човек, колку 3 мандати бевте на Институтот за национална историја, вие сте веројатно прозвани од Лјупчо Георгиевски. Тоа го кажа во последното интервју на Телевизија 21, но го кажа и во континуитет изминатите години. Меѓутоа, еве да го цитирам на ТВ 21 интервјуто со Борење Маријанска, како вели, не можат историчарите кои ги направија проблемите са да ги решават проблемите. Кој историчари? Вие сте дел на проблемот или вие сте дел на решењето како историчари на така како се земе е многу едноставно. Многу едноставно, ако јас сум рекол, ако ние сме тие историчари кои што сметаме над државата, да не тргнат сите у пензија и крај. Ние сме тие кои што ги правиме проблемите, ајде да одиме во пензија. Саќе ви напишат учебници. Бугарите? Па не бугарите, комисијата која е формирана на може да направи. Вие требаше да бидете дел на таа комисија, ви беше понудено. Да бидете член или да бидете председател на таа комисија? Да бидам член. Да бидете член. Прифативте или не прифативте? Зошто не прифативте? Па затоа што ако имам свој став дека ако прифатам да бидам член на комисија, значи имам проблем со сопствената историја. Зар треба комисиски да ми се решава мојата колективна меморија? Значи комисијата треба да седне, сега ќе дискутира за Самуил, за Гоце Делчев, за било кој и ќе се договараат сега дали припаѓа на бугарите, колку е бугарски, колку е... Имаме комисија полско-германска која предлага Маријан Ѓорчев. Нели во неколку своји колумни Маријан Ѓорчев, кој е еден од главните одолози доктрината на ВМРО да помине на панел, предлага применот на германско-полската. Знаеш што, постојано се повикуваат и постојано го кажувам, не е иста работата. Полска и Германија немат никакви идентитетски проблеми. Немат, има територијални одредени градови кои се во источна Германија дојдени на полски, така натаму. Едноставно во учебници, они гледат да направат да ги исфрлат зборовите кои што навредуваа. И то 50 години трае. Не може. И не направиле, не објавиле, не знам дали французите објавија еден таков зборник на документи, меѓутоа не е обврска на училиштата да го користат. Е факултативно. Ако сакаат, можат да го користат. Чекај, сино, сам тука две работи. Пред да влеземе, малку да стимулираме ние да бидеме некоја комисија, тие 4-5 историски личности кои се разговара, се преворадиме како би ги дефинирале. Тука се поставува прашањето на Ванчо Михайлов дека Македонија треба да биде Швајцарија на Балканите. Во последните неколку месеци или последните неколку години, низ разговори со луѓе кои биле дел на естаблишментот на поранешна комунистичка Македонија, сум имал во изминатите 30 години можност да разговарам со многу од нив, они го посочува моделот на Австрија. Гледам сега и бугарите срамежливо го посочуваат тој модел, а тоа е постоење на две во наводници германски држави. Австријската држава, кај што Адолф Хитлер, нели, подоцна нацизмот и така натаму, едно од најсрамните или најмокните истории страници на германската историја, значи Австрија и Германија, значи Бугарија и Македонија. Борбата за независима Македонија беше за Швајцарија на Балканите или за Австрија на Балканите. Тоаш Австрија не постоеше во ваков формат како што постои. Дали има сега теза дека Македонија може би требало низ иглини уши да стане Австрија, да биде обедината и подоцна да го решава интегрално македонското прашање со Вардарска, Егејска и Пиринска Македонија. Како вие тоа би го дефинирале? Може да се земе во предвид дека токму тие политички комбинаторики на големите сили не дозволија формирање на македонска држава. Имаме
Има вела дека има на Цветко Узунов Абас некои. Не знам, не сум ги слушал. Не сум сретнал. Луѓе кои се од Преспа, кои имале со него во пензионерски дел можност да разговарат, вела дека тој размислувал, иако е еден од најтврдите македонски националисти или македонисти, сметал дека можеби требало поинтелигентно да се направи да биде формирана независна Македонија по австрискиот модел. Една од тие тези. Тоа до сега не сум го сретнал. Значи во документацијата тоа до сега не сум го сретнал, и го сум ги читал и на Цветко Узуновски и Абас сеќавањата. Меѓутоа, треба да имаме предвид дека првата ВМРО Тодор Александров формира автономистичка ВМРО. Меѓутоа гледат дека таа автономистичка ВМРО не одговара затоа што големите сили сметаат дека тоа е чекор кон обединување со Бугарија. За да тоа го тргнат, ја фрлаат паролата македонска независна држава. Независима македонска обединета македонска држава. Независима Македонија. И тоа се тера таму. Меѓутоа, без македонци, таа држава и Швајцарија на Балканите е без македонци. Така е. Се извинувам. Независима значи Источна, Северна и Јужна Македонија. Сите три Македонија обединети. Тоа значи дека треба да зема дел од Бугарија. Да, и дел од Грција. Пред 6 или 7 месеци требаше да дообјасниме со изјава, нели, испратена од Унијата нации, дека името Северна Македонија не е асоцира и не имплицира на Источна Македонија. Да. Значи бугарите се плашат дека името Северна Македонија може да значи Пиринска или Источна Македонија, да биде во некоја временска отсечка или рамка дел на некоја македонска заедничка држава. А тие го промовираат Ванчо Михајлов на ова културно друштво во Битола, значи човекот кој де факто сака да обедини Македонија, вклучително и Пиринска Македонија. Кај што нема да има македонци, но сепак надвор од Република Бугарија. Тој ја сметал Пиринска Македонија како Пиемонт за обединување у еден момент. И тој држава. Држава во држава, меѓутоа пазите, таа држава во држава со Бебанки и Шујка Лјупче Георгиевски. Ама таа држава во држава е контролирана од бугарскиот двор. И Ванчо тоа го прави затоа што почињаат бугарите, гледа дека почињаат преговори со Србија. А штом преговараат со Србија, со добри односи на Бугарија, значи ВМРО се бара да се прекинат упадите на територијата на Кралството Југославија, кој е окупирана Македонија од Кралството Југославија. И кога французите и британците го притискаат царот да го прекине Борис, да го забрани ВМРО, тоа се прави за една вечер. Добре. Сите ги фаќаат. Значи за една недела ВМРО е средено целото, документација, архива, се што личности, сите се фатени, затворени. На Ванчо му е дозволено да емигрира во Истанбул, ке имала Ататурк после, почиња патишествието негово. Меѓутоа, они го контролираат за цело време. Значи под контрола. Под контрола. Значи идејата дека тие работат за бугарската... Значи на копче. Да, дека тие работат за бугарската држава. Тоа е историски докажано во македонската историографија, напишани се книги за тоа. Што тога спориме? Например, еве и Лјупчо Георгиевски, 95-та година ве прозва сите историчари, најдите ми еден документ, кај што дел од познатите македонски револуционери си имат пишено или си имат декларирано како македонци. Тоа трае веќе 25 години и тоа се тие неоврховисти кои ние ги нарекуваме или бугарофили како што ги нарекува Лјупчо Георгиевски. Тие ни прават голема штета или ни прават мостови, кој како ги гледа нели работите, сметам дека ни прават некоја голема штета. Можеме ли ние во тие наши историски личности, наши линденци, да најдеме еден или двајца кои си има декларирано како македонци? Бидејќи ние спориме, на крај ќе ни испадне за ВМРО да спориме. Бидејќи во голем дел ќе се договориме за многу работи историјата, најпоследно ќе се договараме за ВМРО. Чие е било ВМРО, бидејќи тоа е национален празник, ние 23 октомври, сигурно ние 23 октомври го славиме како ден на револуција. Па мислам дека и минатата година го славиме. На 23 октомври беше неработен ден. Беше неработен ден 23 октомври. Видите, можеме ние да не сакаме да славиме некој празник, но кога е неработен ден све славиме. Така да еве што славевме ние на 23 октомври, можеме ли да дефинираме? Една работа само. Јас колку што ми е познато мене, ако има нешто друго, нека ме демантира некој.
дали за целиот период на постоењето на ВМРО некогаш сте дискутирало за националното прашање? Македонско. Мене како што ми е познато... За историското ВМРО, така? За историското ВМРО. Мене како што ми е познато, Ѓорче Петров го поставил на некој состанок, меѓутоа Христо Матов му рекол дека не е време за тоа да се дискутира. И тоа прекинало. Меѓутоа, од нивните изјави, еве го Никола Карев во грчкиот весник Акрополис, што излегува, што кажува јас сум македонец, потомок на Александар Македонски, Македонија на македонците, а еве и еден ќе ви го прочитам што зборува најдобро, што и како било во организацијата. Ово е еден војвода Глигор Циклев, кој што бил ВМРО, член на ВМРО, 22-23 година, поради несогласувањето со Тодор Александров, преминуваат на страната на Србија. Таму во Министерството за внатрешни работи го испитуваат и тој вели. Да не го читам целото. Востанието почна во Крушево, кое беше заземени од востаниците држано 12 дена. Ово е што се зборело меѓу востаниците и четниците, меѓу војводите и четниците. И се развило по цела на Македонија, но набрзо беше угушено од турската војска. Во текот на востанието загинаа Гоце Делчи и Дамјан Груев. Тоа е грешка. Меѓутоа вика вака, со исчезнувањето на овие двајца основачи на организацијата, го снема и авторитетот за одржување на истата. Се појавија нови водачи, но не со истата идеја. Едни беа за обединување на Македонија со Бугарија, а други беа за автономија на Македонија. До усогласување на идејата не можеше да дојде, па така тогаш единствената македонска револуционерна организација се раздели и подели на два дела. Варховисти и централисти. Ова некој Циклев ми цитира, така? Да. Тој бил дел на Крушевското востание, така? Не бил дел на Крушевското, тој делува во Штипско. Добро, делува во Штипско. Делува Свети Николски. Ние го имаме Христо Татарчев. Добро. Она убава зграда од центарот на Скопје, кај што седиштето на ВМРО ДПМН, се нарекуваат Христо Татарчев. Да. Палата Христо Татарчев. Тој е прв председател на организацијата. Добро. У 1957 година во Торино. Коските му се преселени, му се преместени во Бугарија. Мислам дека некаде 2012 година една делегација од Македонија има отидено тамо, па на Хири, така натаму. Нечи не битно. Тој се смета како пишоч на првиот, а Гоце Делчев и Ѓорче Петров како пишочи на уставот на 1896 година. Христо Татарчев, не е овој Циклев, е деклариран бугарин. Лјупчо Георгиевски ве прозва се женом и вели дека Ѓорче Петров и Гоце Делчев го пишуле првиот устав на организацијата, кај што се вели дека членови може да бидат само луѓе кои се борат за бугарското национално прашање. Точно ли е? Не ли е точно? Знаете, ова јавност повеќе не смее да си дозволи да читаме од едната и од другата страна фалшиви истории. Гоце Делчев го споредувате со Михајло Апостолски. Тоа ви е почетокот на интервјуто. Гоце Делчев, Ѓорче Петров, работеле за бугарска држава? Не работеле за бугарска држава? Една работа. Јас, колку што сум запознат до сега, во мемуарите на сите учесници во формирањето на Македонската револуционерна организација, никој не споменува таму како што они велат тој првиот устав бугарско-македонско-одринска револуционерна организација. Нито еден од нив Бамарок не го споменува тоа. Зборуваа за формирање на Македонска револуционерна организација. МРО. После со уставот 96 година што го прават, таму се наредено сето. Катарџиев го споменува Бамарок. Катарџиев, меѓутоа прво оние 100 години делинеско остане во историјата постои сомневање дека тоа е оригинален документ. Меѓутоа и да не е така. Што школо завршиле тие луѓе? Што учеле? Тие учеле во екзархиски училишта. Во екзархиски училишта, што учеле, меѓутоа имале идејата за Македонија. Добро. Да се борат за друго. Еве јас ќе вика Иван Хаџи Николов. Не, ајде да се држиме тука за овие главни. Видите, чепрено.
еве не прифативте да бидете дел на историјата или на историската комисија. Да. Бејќи не сакате да преговарате за идентитет. Сопствената историја. Не разговараме за идентитет. Тоа го кажуват и бугарите, го кажуват и македонците, за тоа веќе не се разговара. Но разговараме за некои црни дупкички, неразјасните петна и така натаму и така натаму. Најголем дел од овие револуционери биле бугари или не биле бугари? Биле со бугарски чувства или не биле со бугарски чувства? Мислам, видите, тоа мораме еднаш да им го кажеме на македонците, на македонската јавност. Континуитет 1995 година е прогласен на Кичевскиот конгрес. Во статусот или статутот на ВМРО и денес тоа постои. Во регистрацијата на партијата постои. На веб страната на партијата постои. 17 или 16 конгрес беше Мицковски, сега што е избран 11 декември. Значи, таму си има континуитет. Не вика тоа е 5 или 6, туку е 17 или како беше. Тоа треба да се ги прашате тие што тоа. Не, вие како историчар. Јас како историчар. И не можеме ние сега да се лупаме тука македонци да се правиме, а овде имаме толку многу кукавички јајца кои ни се напикани во македонската историја. Што едноставно ние стенкаме, збрефтаме по товарот на тие кукавички јајца што ни се направили. Тоа го направиле политички лидери. Политиката го направиле, членството го прифатил и затоа денес има проблем. Ја во собствената историја следам македонската линија, не бугарската линија не ме интересува. Не само бугарската линија, гледате, човек молчеше цела историска фела на антиквизацијата што се правеше во Република Македонија. Ама не се извинувам, 11 години брутално немаше будала која не се произнесе, не напиша книвче нешто за историјата. Па дури дојавме во една фаза, сега се преговара за цар Самуил, така? Да. Еден од перијаниците на антиквизацијата велеше дека Васили II българоубиецот е македонецот, а дека Самуил е бугаринот. Дури во интервјуато го кажуваше, во дебатна емисија го кажуваше, бидејќи ние сме македонската династија на Византија. Се извинувам, еве цар Самуил, ајке се дојме да го, еве цар Самуил, се преговара за цар Самуил. Има некоја спомен плоча, нели, во музеот што е во Битола, кај што пишува българи и така натаму. Бугарите викат врз база на тоа, тој е бугарски цар. Добро. Како ние, знаете, ама тоа е објаснето во историографија. Ја не сум средновековец, не можам да во многу историографии во Европа тоа е дефиниран како бугарски цар. Ама и во многу не е дефиниран. Во многу не е дефиниран. Значи, тука сега што правиме? Како ние тоа ќе го, Види, јас мојот став што е? Тој пишал дека се оно дека е бугарски цар. Не пишал тој, некој го напишал. Не пишува за него, тоа е за... Во Битола има таму, па тоа го имате видено. Добро, велам, тоа средновековците, Митко Панов го има решено многу, објави книга за Самуил. Викнете го, него ќе ви објасни се. Што е Самуил, се македонец или? За мене се оно што поминало на оваа територија, се што поминало на оваа територија му припаѓа на македонскиот народ. И Кемал Ататурк. Нормално, ако овде бил делувал, ќе припаѓа на македонски земји, тоа го пишуваме. Татко му е по потегло таму од ебарските села. Да, тој е роден во Солун. Да, бугарите го земаат тркиското наследство за свое. Значи вие сметате дека ние све што е родено на македонска територија. Не е родено, се што се случило овде на оваа територија, му припаѓа на македонскиот народ. Тоа е секаде, не може на друг да му припаѓа. Човено, тоа е мојот став. Значи, тука сме многу блиски, многу слични. Не смееме да имаме историски комплекси. Зошто? Има одредени личности кои лавирале во своето, као што лавирале во Бугарија. Ама сосема нормално. Кај што дел од бугарите сметале дека македонското револуционерно движење, турско потекло и така на. Пред малку не ми дозволи да кажам. Збориме за Татарчев. Има Хаџи Николов. Добро. Разговара со Канчов во Софија, доаѓа Канчов од Бугарија и го прашува зошто си дојде. Овој му вика да е по бугарам Македонија. Овој му вика зошто да е по бугариш, ние сме си македонски бугари. А Канчов кажува дека е дојден да е по бугари Македонија. Значи македонци не се бугари. Се да кажете дека треба да постои една јасна дистинкција помеѓу тие што се школувале во бугарски екзархиски училишта и еден дел на македонското необразовано, нешколувано население кое ги има. Васко Гоце Делчев кај предавал? Екзархиско училиште. Во Штип предавал екзархиско. Па сега ние тоа што вели Лјупчо Георгиевски го криеме. Не го криеме. Тоа го кажувам и Давид Груев таму предавал. Бил ли офицер на бугарската? Бил офицер на не бил. Не завршил. Не завршил.
прекинал и се одал на македонското револуционерно движење. И ја овде ја следам македонската нитка, која што е природна. Јане Сандански, Ѓорче Петров. Сите тие живееле во едно време и систем во кој што биле ли директори на оној затвор од Дупница? Биле. Што ќе правиме, како тоа да го дефинираме, се извинувам. Па сега ајде го земеме Крстен Мисирков. Знаете, Чернов, видите, што јас од вас барам и сметам дека вие како историчари, како историографија треба да направи. Вие не може да отворите прозор и ако врни да речете дека е сончево. Тоа нашата историографија го прави бугарската историографија. Значи, ние имаме две во наводници фалшиви истории во изминатите 70-80 години, две условно речено болшевички историографии, кои сега направија такви таламаси, такви конфликти кои не може да се решат од наредни 200 години. Значи, не можеме прозор да отвориме, ако врни надвор да речеме дека е сончево. Можеме да објасниме зашто врни. Можеме да објасниме констелација на односи, но не можеме да речеме врни или не врни врз база на тоа што ние го мислиме. Како македонската историографија да почне да почива на факти, а не на објаснувања. Ама види, ако ги земеш фактите, тоа се голи факти. Врз база на фактите се прави толкување. Ние врз база на фактите имаш факти многу. Од тие факти се прави оно што треба да биде излачена историја. Значи, влагаме оној српски филм, најстари луѓе на светот, па седнува тамо, овој Деретич што беше, па Новак Ѓоковиќ него го читаше, го цитираше, го правеше така натаму. По Балкани се појавува, значи дава тамо Србите најстари винчанска култура. Ама тоа го има тие бугари, влеговме ние у исти филм, исто како што бугарите влегува, како што и албанците се влегува. Ама знаеш како? И колку е послаба историјата, толку дозволува да се појавуваат вакви аматери историчари. Точно. Кои ни прават растор систем. Големата несигурност во сопствената историја те прави уште послаб. А нема зошто. Затоа што сите факти се на наша страна. Мене тоа ме чуди. Кој факт? Што у 21 век ние се докажуваме кои сме, што сме. Значи, оно што било македонско, имала црвена нитка македонска која што оде од формирањето од крестенско, разновечко востание. Таа нитка постојано е присутна. Имало подеми. Види. Вие мислите дека бугарите и грците не се виновни? Зашто? За ова што ни се случува сега? Ова карма каша која ни се случува? Не, тоа преска вие кажавте до пред 6 години Киро Глигорову става на Куцо Магаре, бидејќи во Франција пред Елисејската палата изјави дека ние имаме словенско потекло. Да. И го направија растор систем, извади една снимкичка мала, што јас имав објавено во мојата емисија, таа снимкичка ја вртеа, продадени души, купени, словени, така натаму. Ние ќе бевме во филмот на антички македонци. Не, добро, Вицови, мислиш ти дека грците се чисти антички, грците се чисти? Не. Зошто тогаш не ми дозволува јас да имам античко наследство? Не. Секој држава има своја античко наследство. Секој простор има своја античко наследство. Точно. Значи тој простор е настанал во 5 или 6 век. Така е. Но ние тоа не можеме да го правиме карикатура од историја. Тоа сакам јас да ви кажам. Знаете, никој нас не ни спори ние да имаме античко наследство. Кој ни спори? Па и грците ни спори. Добро, сега, откако направивме карикатура. Ама зошто направивме карикатура? Ни спореа тие до пред 20 години, имавме времена спогодба, врз база на таа времена спогодба, ние ќе влезевме во Обединетите нации, врз база на таа времена спогодба ќе станевме членки на НАТО, ќе станевме членки на Европската унија. Ние целата работа исполитизираме. Ние тука, аеродроми, автопатишта, политика, излагаше Паско Кузман, кажуваше Василий II македонската династија, така натаму и така натаму, и направивме не карикатура од антиквизацијата. А ја кажи да видиме колку антички споменици има во Македонија за таа антиквизација што е викаат. Колку споменици има во Скопје? Јас повеќе велам дека има национално револуционерен период отколку антиквизација. Меѓутоа политички ја наметна антиквизацијата за да се околу незе буричкаме. Па ние учиме од историски читанки дека ние сме археолошко јалиште на отворено. Добро. Дека нема кај да копните во Македонија, а да најдете нешто од антика
јалиште пред 10, 20, 15 или 30 века. Ние немаме потреба да креваме 50 метри споменици за да докажеме, ама се извинувам, тоа го прави само нација со комплекс. Нација која нема комплекс, бегајки од овие спорни фази на континуитетот што го прогласија во Кичево, бегајки од овие спорни фази на конфликт со Бугарија, ние отидовме 20 века поназад, најдовме нешто у таа наша во наводници светла историја што ни се допаѓа и врз тоа градевме наратив. 11 години и молчеше целата историографија. Се појавува под дебатни емисии, разни шалабајзери, разни шутраци, не контаминира просторот, предмет на зафрканција бевме седе ко светот. Добро, се не би рекол дека бевме предмет на зафрканција. Сад да ви кажам како заврши интервјуто со тоа што го преведеше Камено до Розета. Покојни академик Томе Бошевски. Првото моје прашање беше како го преведовте Каменот, пошто кај мене првата емисија дојдоа. Тој рече го зема битолскиот говор. Зошто го земавте, викам, битолскиот говор? Вика, најдобро го познам, сум роден од битолските села или битолските места. Дали ако бевте роден во Куманово и го познавте Кумановскиот говор, ке имавте други резултати, ти рече ме провоцира, стане и го напушти интервјуто. Тоа човекот кој е експерт за атомска физика, за нуклеарни централи и така натаму. Значи ние значи ве изметија вас историчарите од сцената и дојдоа разни аматери да глумат, која сега да оглума Моринјо. Види една работа или Гвардиола или Јерген Клоп. Сигурно дека постојат органски историчари кои што го пишуваат оно што треба да се допадне на политиката. И тоа го поддржуваат. И сега ќе молчат. И што ќе правиме со Бугарија? Тамо е работата сега лезана во еден киосок. Освен учеха да им го прати мој Буер Османи, тамо како им се захрани сега Тала Џафери со украинска војска, нешто нема шанса да се рече тој проблем. Мислам дека во овој момент оно што го прават бугарите е уценување. Зошто мора на овој начин да се оди да ставаат двето, а да не седнеме ние како историчари на конференции да расправаме за сите работи? Зошто не го направат тоа? Зошто се формираат, имаме еден клуб формиран во Битола, се формира на група граѓани во Софија и Македонија пријателство, сега читаме друга. Уште една за Македонија. Зошто? Знаете кога е формирано тоа? Кој? И кога почна и тоа друштво што или како културно друштво што се вели во тоа е формирано пред 3 години. Да, 19 година. Сега е актуализирано. Знаете зашто е актуализирано? Бидејќи историскиот комплекс е стаен на страна. Во тие 4+1 прашање или точки има бугарите да се дел на уставот на Република Македонија. Има одредена формулација македонскиот език кодифициран 1945 година, што е точен факт. Кодифициран. Никој не бега од тоа, тој кодифициран. Да направите држава да го кодифицирате. Тоа не значи дека не постоел претходно говорен јазик и така натаму. Нормално. Вратена е историјата од страна на длабоката држава Бугарија во моментот кога се дојде до одреден политички договор помеѓу Скопје и Се гледате какви има колумни кои се пишуваат во Софија. Мал е патот од Вашингтон до Ватикан, бидејќи во Ватикан на 24 април, односно 24 мај се извинувам, требаше да биде промовиран, требаше, дали ќе видиме. И затоа се пишуваат колумни во Бугарија, мал е патот од Ватикан, од Вашингтон до Ватикан, односно мал е патот до национално предарство. И гледате, они се измобилизираат, нас ни трија носот длабока држава, Титова творба, Коминтерна. Они влегува во филмот. Они влегува уште под длабока држава од нас. Они влегува во филмот. И меѓутоа работата е во ваква ситуација кога гледаш дека не оди како што треба, се прекинуваат преговори. И добро, еве ќе ги прекиниме. Ќе чекаат, ќе се тераат економија, туризам, инфраструктура, сето тоа нека се тера. Дека се работи, ово да се остави. Оти нема крај ово. Чекайте, мислите дека бугарите влегува 4 војни? Нема сигурно. Мислите дека бугарите влегува 4, ако ова петта историска војна, дека влегува претходно 4 војни за инфраструктура, за железници. Они влегува. Они влегува да земат територијата Македонија. За Македонија. А вие да земите територијата треба да ја напишете историјата. Ама затоа нема решение, Васко, нема решение. Може ли држава да нема решение? Видите, држава без решение, че преганост е држава без решение, како ќе функционира држава без решение? Тоа решение може да биде помалку добро или да биде повеќе добро. Ама еве бугарите оно што го барат заедничка историја услово, заедничка историја, а таа они сметат за бугарска.
И имаме ли заедничка историја со Бугарија? Немаме заедничка историја. Добро. Христо Тарчев историја. Македонија била во рамките на Бугарија 128 години. Добро. За 128 години ни прават заедничка историја. Христо Татарчев е македонска, бугарска или заедничка историја? Припаѓа на македонската историја. Ние ќе си кажеме што е припаѓа на македонската. Да, Иванчо Михајлов. Ванчо Михајлов припаѓа на македонската или на бугарската? Што е Ванчо Михајлов? Што македонски етнички македонец кој што се од бугарско национално чувство. Он смета дека е бугарин. Точно смета дека е бугарин. Не кажете бугарин. Ама зошто? Ама исто е. Ама не може вие да му толкувате. Он убира како бугарин. Христо Татарчев убира како бугарин. Тодор Александров може еден ден бил у својот живот. Што бил? Бугарин. Ој македонец. Све си бил бугарин. Све до преговорите, Ама тоа го кажуваме, тоа е напишано, Васко. Напишано е. Во историјата е напишано сето тоа. Работата е што не се чита. Еве ги. Еве ја снимката. Чаулев, Протогеров. Добро. И Тодор Александров. Облечени во бугарски војнички униформи. Во Балканските и Првата светска војна. Кајчето позади, снимени Охрид Фезера. Во Балканските и Првата светска војна на која страна се борија? Чаулев дури бил и заменик градоначалник, викаат по некоја информација што ми ги праќаат. Ама тоа никој не бега од тоа. Ние гледаме нивната идеја за што се бореле. Бугарите тоа го сметат како дел на заедничка историја. Ние ќе прифатиме ли дека тоа е само македонска историја и дека во македонската историја имало луѓе кои биле начело на организација, точно, чие формирање го славиме како почеток на револуционерна борба во Македонија, ма се извинувам. Значи ние нивното минато и минатиот го славиме како почеток на револуционерна борба во Македонија, дека тоа е дел на македонската историја. Нас ни е проблем да прифатиме да бидат во уставот, а сега треба да прифатиме дека бугари биле начело на организацијата која почнала револуционерната борба на кој ние треба да направиме салто мортале историско. Ама види, тоа е напишано, бе, Васко. Напишано е докаде оди зошто викаат Гоцева ВМРО на Тодор Александров автономистички тоа. Значи самиот народ направил дистинкција меѓу таа ВМРО на Ванчо Михајлов, ВМРО на Гоце Делчев и ако овие што е формираат, другите, од овие што е формираат организацијата, колку се тамо 7 или 8 луѓе? Колку се бугари? Ама кажеме од тие колку освен Даме Груев, кој друг нешто се експонирал во историјата? Христо Татарчев основач. Ама што после мигрира, ги читате неговите разговори со Даме Груев, кај што прави психолошки профил на македонецот. Висок метар и 50. Ама па на македонецот прави. Да не прави на бугаринот. На македонецот. На македонецот прави. На македонецот кој живее во Македонија. Ние сакаме национално да ги определиме во 1903 година, 1897 година. Бугарите не се определени, уште немаат држава. Се кнежество бараат бугари. Како се ние, ако не можеме 1893 да ги дефинираме, ќе дефинираме Самуил. Кога не постои ни нација, ама тој и комисијата вели, не можеме да го дефинираме. Кога не постои ни држава во денешна смисла на зборот, бидејќи нациите почнаа од 18, ама и комисијата тоа го кажува дека не можеме да го дефинираме национално. Добро че преграма. Како? Еве сега ставиме клjuč. Ке ја затвориме комисијата. Да. Еве ке затвориме комисијата. Не можеме да се договориме. Ами така ќе испадне. Не, ама имаме драматично различни ставови. Да, и ќе имаме. И тоа е вековит проблем, што каже Киро Григоров. И ќе остане. А вековит проблем се решава на вековит начин. Не можете вековит проблем за 2 дена или за 2 години да решите. Бидејќи тоа би било капитулација. На едната или на втората страна. Како да продолжиме да живееме? Можеме ли ние? Видите, ова држава се определено за НАТО и за ЕУ. Добро. И се ние треба да имаме едно драматично само атерирање во нашите стратешки позиции, да речеме не можеме да се договориме. Ние сме во НАТО врз база на Преспанскиот договор. Меѓутоа не можеме да имаме членки на ЕУ или да ги почнеме преговорите со бидејќи не можеме да направиме македонско-бугарски договор. Мислите дека има политичар во Македонија тоа да го каже и да може да спроведе на таква политика? Каква политика? Откажување и прекија на историските преговори, значи откажување од Европска унија. Па би требало. Па имајќи предвид како одат преговорите, се тоа што се случува, се тоа оди кон тоа.
Сето води кон тоа. Значи, комисиите кои што се формирани од државата не може да дадат решение. Сега се формираат граѓански друштва кои што бараат решение на проблемите. Ќе вам само дека не разбират. Историјата беше трната на страна. Кога? Тие 5 точки што беа направени во португалската спогодба или во тој португалски документ што беше лани во мај месец доставен. 4+1. 4+1. Тоа беше бугарите да се составен дел на уставот на Република Македонија. Ама тоа го наметнаа после. Не, нема ви пречили вас да се бугарите составен дел на уставот. Па, како конститутивен народ. А кој е конститутивен народ? Црногорците ќе бидат внатре, хрватите ќе бидат внатре, бугарите ќе бидат внатре. Па како малцинство нека си влезат, нема ништо против, како што сите се влезени внатре, сите оние што живеат на Турците што се конститутивен народ или се малцинство во Македонија? Витен не ви пречи после османлиско робство или турско робство од 5 века турците се пишени во уставот, така? Пишени се. Да, за турците не ви смета да се пишени. Ама не ви ни бугарите не ги се пишат. Нема, рековте ко конститутивен народ. А зашо би биле конститутивен народ? Те смета дека сите македонци се бугари. Ако ние пишеме дека се бугари, кои се 3000 во Македонија, што е проблем? Не се 2 милиона, не се 1 милион, се 3000. Дефинирани се бугарите ко национална категорија од 3000. Нема никаков проблем, нека влезат. Ќе влезат и хрватите и другите кои што не се влезени. Нема никаков проблем во тоа. А зошто? А дали македонците во Бугарија, ќе влезат во уставот? Или нивниот устав не се отвора? И сега ќе дискутираме дека нивниот устав не бил Коите на доктор имате проблем. Ние имаме ко македонци проблем. Тамо караше нас е зградата на Европска унија, ние сме надвор, врни дош, студено е, растур систем магла, треба да влеземе внатре. Тропаме на таа врата и треба некој да ни отвори. Тој што отвара вратата, треба да го слушни бугаринот, бидејќи тој седи тамо на маса, ние сме надвор од зградата. Сега, коите на доктор? Вие го прегледувате докторот или докторот ве прегледува? Вие сакате да ја свртите приказната и ние всушност да ја поставуваме услови, услови на Бугарија за ние да влеземе во Европска унија. Не гледате. Зашто бугарите не го прават тоа? Па ние не сме можеле вето да иставиме. Ако сме можеле да иставиме вето, може ќе сме им шибнеле едно вето, уште поголемо од нивото. И ќе сме барале од нив. Добро, зарем грижата за своите сограѓани. Замислете, ама апсолутно е грижа. Па 50 емисии сум направил. По со жирафата сум го снимал јас. Па после се скинувавме од смеење со Јотевски, со Чакарјановски, за овој што кажеше за жирафата, дека бугарите се како одат зоолошка градина. Па јас сум правил емисии ми преканувале емисии. Значи, ако тоа не е грижа за малцинството, е грижа за малцинството. Но ние имаме исто обврска и за мнозинството овде во Македонија, во кој правец ќе се движи. И тоа е конфликтот наш македонски. Зашто ќе се грижиме? За малцинството во Бугарија или за мнозинството во Македонија? Како вие го одлучиле? Еве не може двете во исто време. Како повеќе ќе се грижите за правата на македонците во Бугарија? Ако сте членка на Европска унија или ако не сте членка на Европска унија? Кој може вас да ви спречи во невладена организација да го отворите тоа прашање? Кој може да ви спречи да побарате имот во Грција? Кој може да ви спречи да побарате одредено историско толкување како членка на Европска унија? Ама веќе постојат во Бугарија како невладени организации, не може да добијат. Се иселија. Ама добро, оние што се зошто се плашат бугарите да им дозволат да формира, ама зошто се плашат? Па не на турците, гледате, тоа е една конзервативна. Не може да турците, гледате, таму е Далјан Пеевски, тие дури не се не регистрирани, дури не нарекуваат партијата на турците. Не може да се регистрираат како политички партии организации врз база на националните определби. Така беше првиот закон во Република Македонија. Па мораше генералниот секретар на ПДП партијата да биде македонец, за да може да ги регистрираат од тој централни или судски регистар, како се регистрира. Тоа и во Македонија беше. Грешката е направена кога нас се дозволи да се формираат политичките партии врз националната етничка основа. Бугарите имаат конзервативен устав. Значи има колку 15 пресуди, колку се тие пресуди во 14 пресуди. Сите се у наша корист. Да. И никој тоа не го спори. И нема кој да ги реализира, нема кој да го направи тоа. Не им дозволуваат да се регистрираат. Видиш, како граѓански, едноставно невладени организации, не може да се регистрираат. Културен центар не им дава да отворат. Зошто? Кога има политичар на Македонија, еврокомесар, ако станеме членка некош на Европска унија, полесно ќе може да го отвора тоа прашање или потешко ќе може ако немаме. Сигурно дека ќе може полесно да го отвора. Тоа е поентата, че меѓутоа патот кон Европа ни е многу со условување, Васко.
Многу су, историја не е проблем. Економија, се, значи, има историјата е најглавна. Германија и Франција има 2 светски војни. Успеа да, ама не се негира. И најдоа форма како може да најдеме со бугарите. Не може да најдеме со бугарите. Значи како што сега стојат работите. На начин како што сега стојат работите без драматични конфликти во општеството, кога влеговме во одредена историска сфера, во одредена историска разврска, тамо тешко ќе се најдат. Па ја мислам тешко и затоа треба за догледно време да се прекине тоа. Малку да се И што ќе правиме ако се прекине? Малку да се снижи ситуацијата, да почне на ниво да почнеме као што правевме научни собери, симпозиуми, конференции, разговори, културна на ниво на култура, на наука, да се соработува сето. Еве во Македонската академија на науките имаше еден голем број на проекти со бугарите кои што ги правеа. Меѓутоа дојде ово прекина соработката. Ми се чини дека малку се разгаливме како јавност, како нација, како држава. Една година, едно вето бугарско, 2 вета бугарски и така натаму и толку ние, еве, Бујар Османи вели, не можеме повеќе. Ако сега не биде, ќе дојде прекина. Па ние 30 години преговаравме со грците. Па не едно вето, не 2 вета. Секоја, како беше, секоја 6-месечна Ама тоа не е искуството на Европска комисија ние чекавме да ни одобрат, сега само што не одобриле за 6 месеци. Истото и Морковот. Нели за 6 месеци само што не ни дале време на спогодба и така натаму и така натаму. И тоа не се случуваше. Бидејќи треба да биде зрел проблемот, а проблемот ќе биде зрел ако гледате во Бугарија не постои расположение кај бугарската јавност. Не постои. Кај македонската јавност можеби постои малку повеќе, можеби малку повеќе од Бугарија. Знаеш што направија бугарите? Се закрвавивме. Значи едноставно го дигна степенот на национално чувство многу горе. Примитивно го прават. Ама без разлика. Со навреди, значи, со без разлика. со капитулација. Од другата страна се јавува отпор. Зошто историјата да не биде приказка во која што ќе се, еве прочитав првите македонски училишта било предвидено историја да се учи од 3-то одделение. И знаете како пишува? Приказки. Ќе према сигурно. Овие народните песни на браќите Миладиновци. Да. Каков е официјалниот назив на таа книга? Така како што е. Бугарски народни песни. Така е. Зашто ние не ги пишеме во нашите учебници дека се бугарски народни песни? Тоа ќе ги правите тие што не го пишуваат тоа. Јас сум против тоа. Вие каква историја учевте? Како осмоделенец, како средношколец? Ние учеме прва југословенска историја. Добро, и ние учевме дека тоа се македонски народни песни. Да. Дека браќата Миладиновци пише на македонски народни песни. Ама тоа е грешка. Затоа што и ние имаме во историографијата тоа кој председателот на комисијата излезе и кажа дека сме правеле фалсификати, а тоа се поединечни случаи во македонската историографија, кога у тие периоди 50-тите, 60-тите години пишувале, кај што пишува бугари, читај македонци. И пишувале македонци. Ама он тоа пишува во фуснота, он става фуснота. Он пишува бугари у текстот, ама става фуснота и вели читај македонци. Не може така. Нема бегање од фактите од историјата. Еден ден ќе излезат на виделина. Нема криење. Меѓутоа за песните за браќата Миладиновци објасне тоа. И добро, тоа историјата тоа го објаснила и оние кои што се занимаваат со тоа на многу добар начин тоа го објаснуваат зошто е дојдено до тоа да биде до таму има јас колку што знам многу малку бугарски песни, сите се македонски. Меѓутоа, Штросмајер му советува за да биде објавена да стави неколку бугарски песни. И тој става бугарски песни и ја именуваат као бугарска. Добро, чупено. Ова е ЕУ, која се толкува како иднина. Да. Економски. Да. Перспективи, просперитет и така натаму. Дали ќе биде или нема да биде, јас не знам. Меѓутоа сите држави кои биле пред влегување во НАТО и ВЕУ имат економски развој. И ова е историја. Отприлика. Ние се наоѓаме овде. Сега не можеме шпага да направиме, кои би биле некои опасни гимнастичари би направиле шпага, не сме такви гимнастичари. Како да го решиме тој проблем? Бидејќи ако овде се прекинат разговорите, не можеме да го реализираме ова.
овие две работи ние не можеме да ги споиме вака. Знаеш како? Како? Работата на за историјата да се остави на страна. Не сакат И да се договори и да почнат тоа да си оди полека да се разговара. Не сакат излезе Хрватскиот европратени. Ако не сакат они, ако не сакат они за ние ќе го прифатиме сето оно што ќе ни го кажат. Дури се бунеа, па не велиме дека треба да пратиме. Меѓутоа не сакат да бидат изземени. Па беше направено. Они го користат последниот момент за да можат да го остварат оно што не успеале во историјата. Не ви се чини дека и самиот проект со ово друштво Ванчо Михајлов беше направено да бидат разбудени духовите во Република Македонија. Ама во позитивни или во негативни? Сега видите. Ги разбудија. Зависи како ќе го дефинирате. Ако ги ставиме во контекст на преговорите за Европско унија, во негативен. Ако ги ставиме во контекст на јакнење на македонскиот национализам и така натаму, во позитивен. Видите, во животот вие ништо не може црно-бело да дефинирате. Зависи што сакате. Сакаме да се договориме со бугарите, да добиеме датум или почеток на преговори со Европска унија, или не сакаме. Ако не сакаме се договориме, треба да им кажеме дека се татари, дека се со потекло тамо од степите руски, дека имат исти корен како турците, така натаму. И ние тоа ќе ги масакрираме, ќе имаме во Софија, ќе им го изнакажеме тоа, ќе ми го прекинат разговорите како што ми ги прекинува, ми стануваше Божидар Димитров, и сме ги растуриле како бугарска скупштина. Не го решаваме тоа проблемот, или не го решава проблемот, тука е целата работа. Мене ми е лесно кога Васко Ефтов, ја немам обврска према никој. Значи јас нити зависат 2 милиони жители во Македонија од мене, нити днината на Македонија зависи, јас можам да кажам тоа што сакат да го слушаат македонските граѓани, тоа што јас го мислам. Сега, но имаме политика, имаме историографија, све, ви имате историски, имате одговорност. Имате одговорност. Токму тоа, меѓутоа во оваа ситуација... Може ли да биде државата зависна од иднината, или да биде распродадена поради иднината, а да биде зависна од историјата? Во овој момент као да е зависна од историјата, овие преговори као да се зависни од историјата. Политиката чека од тоа, бугарите чекаат од тоа, од историјата. Бараат начин, тоа е основното, бугарите што бараат заедничка историја. И што е кај Георгиевски? Не можат историчарите што направиле проблемот, да се вратиме на почеток, не можат историчарите што направиле проблемот да го решат. Не сме го направиле ние проблемот. Па добро. Не сме го направиле ние проблемот. Проблемот постои. Тој проблем постои од формирањето на македонската историска наука. Значи постои тој проблем. По старите историјарите Хрста Битовски, Григор Тодоровски, сите тие. И сите тие пишувале историја. Се објавени 2 истории. И што сега ние? Сега влегуваме во фаза која ќе треба да менуваме? Ете че што јас не можам да сватам. Гледате, нема некоја слична историја како украинците. Значи, добро. Зборам историска. Значи не збораме војничка смисла и да, добро. Значи негирани правени, украинска црква призната пред 2 години, така натаму и така натаму. А симпатиите на македонската јавност се кон русите. А ние имаме истата голгота низ која поминуваат украинците. Тамо западна Украина, унијати, па влегле пољаци, па католици, па католици, па има дел романци, па има дел овој, така натаму. Значи многу слична некоја историја. Со тоа што тоа многу поголема нација, 50 милиони жители, втора поголемина држава во Европа. Имаме симпатии кон Русија. Гледате, самото признавање на црквата кои драматични конфликти, реакции прави во Србија, во Русија, во Бугарија и така натаму и така натаму. Значи нешто што е дефинирано на некој полуполитички, полудипломатски начин. Не македонска православна црква, туку Охридска архиепископија, и тоа прави драматични тензии на соседите околу Македонија. Сега дилемата е, тоа постојано што кажам, ќе бареме оптимално решение или ќе бареме решение кое ќе ни овозможи да сме со главата над вода и да преживееме. Како да го дефинираме? Во овој случај оптимално решение е да прифатат се оно, да се договорат двете страни тешко. Мислам дека мора да има оно што вика го држиме британците што викаат за Тито 48 да го држиме на површина докаде можеме. Исто и ние сега нас ќе не држат на површина докаде можеме да издржиме во однос на ново прашање.
И као што гледаме, основната нитка е историјата. Основното е, ние разговараме со нација која што не признава како идентитет, као јазик. Значи, ние разговараат, таму разговараат, како разговараат комисиите? Добро, Чепрганов севно. Пак ви велам. Вие ме правите сметката на бугарите или на македонците? На македонците. Ко влеговме ние во преговори со Бугарија, влеговме во преговори да им докажеме на бугарите дека сме управо, или да најдеме со помош на меѓународна заедница некое избалансирано решение кое нема да ни прави долгорочни штети. Ја мислам дека тоа е нашата позиција. Ако влезете во преговори да му кажете на бугарите дека сме за све во право, тога сме ги промашиле преговорите, како веќе му правиш на Керкева на 8 години не можам да ја докажам дека сум управо, не се ни обидам да ја докажам туку. Зошто на почетокот реков, јас не влегов затоа што не сакам да се ценкам за моите историски ликови и настани. Не можам да се ценкам, да седнам на маса и да се ценкаме сега дали ово е наш, дали ово е ваш, дали овој бил национално македонец, дали бил национално бугарин. Не можам да го правам тоа. И тоа е основната работа, што во овие договори нема решение. Вреди ли според вас за НАТО и Европска унија да се преговара со Бугарија и со Грција? Според мене? Да. Според мене, ако ме условуваат, ако ме оценуваат за оно што како историја го имам и како колективна меморија, не вреди. Ете, во Украина што случува? Војна, бидејќи украинците сакаат да влезат. Видите, они се спремни за да влезат во НАТО ЕУ да има војна. И се смобилизира сите. А ние сметаме дека тоа е безвредно. Гледате, тоа е работата како вие во наводници ќе ја продаете приказната. Дали ќе ја продаете како иднина или ќе ја продаете како национално предарство? Ако ја продавате како национално предарство, не велам, вие него политиката, јасно ми е. Ако ја продаете како национално предарство, ќе имате неисфрустрирана нација која ќе смета, тоа е исто, што велеше Лазар Количевски, дека силувањето и водењето љубов се иста физичка операција. Едното е подготвено, а второто е на сила. Ако е на сила ќе завршите затвор, ако е подготвено ќе уживате, може и ќе станете маж и жена. Дај ние да бидеме оваа другата страна. Ние сега сите преговори ги сваќаме како силување. Бидејќи не сме подготвиле јавноста. Ако го сватиме како силување, не сме наисфрустрирана нација која кога ќе влезе у НАТО ЕУ, ќе смета дека силувани сме влегле у НАТО ЕУ. Овие војна водат. Ама тоа ни го прават. Луѓе гинат ваму Украина за да бидат членки на Европска унија, НАТО. А не, поради тоа што не можеме историски да се договориме, треба да се откажеме од ЕУ и НАТО единината. Може ќе пропадат. Ајде да им кажеме на бугарите. Може ќе пропадат ЕУ и НАТО. Ајде да им кажеме на бугарите. Може ќе пропадат ЕУ и НАТО. Ајде да им кажеме на бугарите, дајте ме престанете, пуштите не да влеземе, зошто не силувате? Ајде да водиме љубов. Зошто не силувате? 4 војни биле бугарите. Да. Вие очекувате дека бугарите кои влегли у петта војна, па тие ги изгубија сите војни од една ирационална постапка. Тоа значи, ама не, ама сега Европската унија ќе ја користат као дека да ги прогласи за победници во оваа петата. Европската унија сега тие прв пат ја користат како бомбар самоубиец. Опасани со оние реденици, со оние бомби и одат у Македонија сака да разбијат. Па сега тоа ние треба да го прифатиме. Ние треба да ја помогнеме на Европската унија таа да најде решение. Бугарите да не ја користат. Ама јас сум за тоа, дека продајде, зошто? И втора работа, бугарите, иста во Бугарија не стави вето за НАТО, бидејќи таму се американците. Стави вето кај што најде на слаба Европска унија, со која може да се игра дрндупка. Кај што начелната Европска унија сепак е Германија, која била на другата страна од зошто Европската унија не го направи тоа, не ги притисне овие бугарите и не им рече чекте, доста го правите ово. Чепрганов, ние правихме 5 емисии за предарството со Преспански договор. Па падна цифра со Грци. Зашо го смета за предавник? На Кирил Петков му пишуваат бугарите дека е предавник. Гледате, двете страни смета дека нивната политичка елита се предавници. Бидејќи во преговори вие се откажувате од дел од работите. Еве ме вас, каде е решението?
Ајде кажи ми каде, еве, ти го поставуваш прашањето. Решението? Ја викам дека решението е едноставно во моментот кога гледаш дека не можеш да го решиш, кога не можеш да најдеш решение. Преганов, каде е решението? Каде? Решението е во тоа што кога ќе направите еден компромис, ние го правиме овој компромис овде. Го правиме со Грција, со Бугарија, со било кој друг. Добро. Оставаме некој да го направи тој компромис. Кој тој? Па не знам, се погоди да е Зоран Заев, и ми е многу тешко да зборам за Зоран Заев. Добро, не го бидејќи јас не ја почитам политиката на Зоран Заев. Добро, па еве го. Ковачевски или било кој друг, овде е Петков. Ние немаме капацитет да го свариме било кој договор што ќе направиме. Бидејќи тоа нас ќе ни развива наредни 20 или 30 години фрустрации. Како што ние рамковниот договор. Тој рамковен договор нели не прави не ја прекинува војната, кој ние ќе смее да убиеле ако други не се замешале. Точно. Нели тоа се приказните наративите кои се кажани во Република Македонија. И ние сметаме на некој ниво на нашата свест дека треба да направиме договор. И докато се направи тој договор, почнуваме со дрва и камење, предавници купени, продадени, така натаму и така натаму. Значи, само чекаме некој тоа да го направи во наше име, за да го направиме масакар. Како ќе функционираме? Ако немаме капацитет, ние можеби на сила ќе направиме договор, но ние немаме капацитет да го свариме тој договор, како зрела нација. Да го свариме без комплекс. Види, ние без комплекс. Сите ние сме производи на едно наше образование, и бугарите и ние. Можеме ли да прифатиме дека Бугарија не била фашистичка? Не можеме, бидејќи била фашистичка. Можеме ли да прифатиме дека Бугарија не е направила ваташа? Они не го прифаќаат. Не прифаќаат еден дел, еден голем дел на бугарското општество, прифаќа дека биле. Па и таму има учебници дека биле фашистички и така натаму. Во нивни учебници пише дека биле фашистичка страна. Па зошто бараат од комисиите сето тоа да се... Зашто сите комплекси и целиот тој безгнев што го носат за 4 изгубени војни во кои влегува, сакат сега да го исторат. И ако ова изгубат, ќе се распаднат. Па не ли ќе бидеме таа што сите комплекси на Бугарија ќе треба да ги прифатиме? Ако за влез во Европа, вие сваќате дека ако Бугарија направи капитулација ќе се распадне Бугарија, а ако Македонија не направи или направи капитулација ќе се распадне Македонија. Значи, донесена работата до една точка кај што двете држави, водејќи една драматична политика собствена на промоција на собствените стајалишта, се движат кон само бугарите ако сега направат отстапка, готови се капут се. Ние ако не направиме отстапки, ако продолжиме сега вака да се движиме кој што се движиме, има на многу неизвестна безбедносна иднина. Па сега сме во пат позиција. И некој тоа сака. Сега се во пат позиција. Преговорите со црквата вас ви покажа кој стои зад бугарското вето, така? Не треба сме многу интелигентни да сватиме дека Бугарија, Србија и Русија всушност стоеле. Добро, еве. Така? Ние го видовме ракописот. Видовме кој всушност стои зад бугарското вето. И стои некоја Германија, таму која била на другата страна. Па ја зашто викам проблемот за решавањето не е во Бугарија, проблемот е во решавањето во Европа и во Америка. А ние главните непријатели ги бараме во Америка. Америка нас ги притисна останатите, не се унато. Тоа е целата работа. И ние на погрешна адреса ги бараме постојано непријателите. Па Европа зошто не притисне? Зашто не е функционална? Па сега што да правиме, и сега нас ќе ни доаѓаат тука и ќе ни кажуваат како дојде, добро течат преговорите, уште малку ќе ви дадеме... Добро, па тоа го прави и со Грција. Па тоа го прави со Грција. Ама па уште поапсурден проблем кај што бари име да смените. Ама уште е поапсурден. Значи, видите, чувам се вие се обидуваме рационално да дебатираме за ирационален проблем. Ирационален проблем, рационално дебатирање за ирационален проблем е апсолутно губење време, бидејќи како вие можете, каменот што ќе офрли една будала, не може 100 паметни да го изврат. Така е. Меѓутоа, јас сум рекол, проблемот на решавањето на овој проблем за Македонија во Европската Унија оди преку Европската Унија и Америка. Еве кажа, Америка ги притисна, влеговме. Сега што? Не ги притисна, не смеја да се протистават. Апа, еве, свесни сме сите. Вие гледате се они коченка, нато нека да дадат оружје за... Нека да ремонтират оружје, нека да дават од тие миговите што ги имат на Украина, бидејќи не сакале да бидат дел на конфликтот.
Значи не сакале да бидат дел на конфликтот на Украина и на па Румен Раде вели дека тоа е војна, дека не е агресија, дека односно Стефан Јанев, екс бугарскиот технички премиер, па дека Крим е составен дел, значи тоа е едно руско конзервирано општество кое не е isfermentirano. Ама еве и нас тој систем во Бугарија кој што се уште постои ни се враќа као бумеранг. Ние сега чекаме до кога ќе чекаме. Се плашам дека уште многу ќе чекаме. Ако не се направи, ми е страв дека ќе чекаме. Ако не се направи притисок, се плашам дека многу ќе чекаме. И ние ќе победиме во историската битка. Не знам дали ќе победиме. Не ми се верува, ќе изгубиме дома ние. А ќе изгубиме дома. На мене не ми се верува дека ќе добиеме со бугарите, не може да ја добиеме битката затоа што според мене, јас ако сум против комисиите, сето тоа историјата, македонската историја ќе се пишуваат македонските историчари. Бугарската историја нека се пишуваат. Што ќе се мачите, ќе ве напишат историјата од комисија, ќе ве напишат политичарите. Јас сум рекол дека ја напишат, ама пази, како ми дадат на мене листа на... Ќе уживате, напишена историја. Ако ми дадат листа што треба да употребувам, што не треба да употребувам во пишувањето, каква е таа историја? Каква е таа историја? Историчарите во основа се малку песимисти и се во основа националисти. Секогаш, значи националисти. И секогаш историчарите се неопходни за крвните зрнца малце на нацијата, национализмот да окренат и така натаму. И тоа е секогаш добро да може да ги имате да го избалансирате. Тоа е работа на историјата, што е работа на учебниците по историја на секаде во светот. Да го дигнат тој национален дух, патриотизам, сето тоа, меѓу тоа почитување на другите, почитување на различностите, сето тоа треба да... Значи, ја сметате дека немаме заедничка историја со Бугарија? Јас сметам дека таа што е нивна историја нека се биде нивна, таа што е наша ќе се биде наша. Туку имаме македонска историја, кај што има бугари. Имаме македонска историја во која што има луѓе кои што... И што не станавте пред 11 години, да речете 23 октомври кој го славиме, ви дадоа награда 23 октомври. Не ви среќа, не ви дадоа награда. Ќе ви даде награда на ден кој што е формирана организација, кој што е доминантно пробугарска организација. Да речете, немојте да се групирате да славите датум, на организација кај што има многу бугарско влијание. Бог да го прости Ванче Стојчев, напиша писмо и го испрати за 23 октомври да не биде празник. Ако го имам, ќе ти го испратам. Може. Потоа прифати, па го вработија вама, па му дадоа одредени проекти, како што тоа го правеше Никола Груевски, и на крај сите стрекни и весели и задоволни. Знаеш што тоа е проблемот. Кој не слушаме, Васко? Ма ве слуша, него ве купуваат на проекти, тука е целиот проблем, ќе ви дадат 2 или 3 проекти, некоја фотелја, и заборавате на историја, заборавате наука, на наука и така натаму. Гледате тамо што прави Паско Кузман и компанија. Ако прави на лева страна се вртите на десно да не гледате, ако прави на десно се вртите на лева да не гледате. Зошто што направи Паско Кузман, направи археологијата ја дигне на баш добро направи Паско. Се испадна еден негов гради вирусот на антиквизацијата. Не се согласувам со тоа дека не го вгради вирусот на антиквизацијата. Па ако збориме за тоа, тогаш вирусот не го вгради Васил Тупурковски. Прв кој што објави за античка Македонија беше, сети се? Не сте биле веројатно у Канада, Австралија и не сте биле во Америка да видите како 80-тите години тоа всушност се случуваше. Бидејќи во немање на аргументи во тој конфликт со грците, ние почнахме да се караме со нив со тоа што нив најмногу ги боли. И одеднаш се направи некоја, каква да ја наречиме, Франкенштајн, ние направивме на Франкенштајн историја, кај што не се знае, ние од најмлада нација на Балкан, едно од најмладите нации на Балканот, како што велеа комунистите во нивните говори, ние станавме одеднаш најстара нација на Балканот. Ние станавме најстара нација. Ама пази една работа. Зошто така ги симплицираме работите? Па нашите македонци пишувале се повикувале на Александар Македонски и на Филип. На војската на Филип и на Александар се повикувале.
земете ги документите, прочитајте и во и овој како беше што Партенија Зографски се пишуваат за античка Македонија. Ѓорѓе Пулевски во историјата пишува за античка Македонија, посебен дел има. Во страниците од ова Македонската лига се повикуваат на Филип, Александар, на сите. Зошто го забораваме тој континуитет што го имале? Зошто тие се повикуваат? Зашто? Затоа што немале сознание за нив? Зошто? Затоа што секоја нација која е формирана 19-20 век, зависи кога е формирана, е формирана на одредена територија. Добро. Како што гледа Франција, името е Франки, германско племе, јазикот нели први е латински, така натаму на територија на Галија. Значи, која на Франција се има формирано на еден таков начин, кога Русија е формирана, не знаете тамо дали е повеќе шведско, дали е повеќе германско учество во ДНК-то, дали е некое монголско учество, кој правец го фатат, така и македонската нација е формирана 19 или 20 век врз база на тоа што е као ДНК историско и ДНК човечко најдено тука. И ние имаме право на тоа. Ние немаме право да правиме Франкенштајн од тоа. Тука е целата работа. Ние имаме право да го користиме и тоа да биде едно фундирано историско гледање на работите како една современа нација, не карикатура да правиме. Тоа е суштината на цел разговор. Тука може малку да се согласуваме, ама добро, тоа е сега размислувањето. Демократија. Демократија. Сега што правиме? Ке бегаме или ке се предаваме? Знаете, не вицот. Нема ни бегање, ни предавање. Нема ни бегање, ни предавање. Тераме работата како што треба. И да излеземе од ова рашомонијада што ни се случува веќе со грците 30 години, со бугарите не знам колку ќе не тера. Ако продолжиме вака да не, што викам ја да не уценуваат во однос на тој влез во Европа. Значи, ако историјата е мајка на знаењето, и врз база на историјата ние можеме да ја проектираме иднината, каква ќе ни биде историјата, односно иднината? Па треба да ни биде светла. Светла ќе ни биде? Да. А кој дел од историјата ни е светал, за да ни биде иднината светла? Па, кој дел најсветлни е Втората светска војна. Втора светска војна, формирање на македонска држава. Втора светска војна. И ние ја забораваме таа Втора светска војна. За жал. И врз база на таа Втора светска војна формирана Македонија, врз база на таа Втора светска војна Јосип Броз Тито, едно од најголемите историски личности во светот. И тие кои биле за руска политика овде ги праќал на голиот ток. И ние сега драматично промашуваме ја постојуваме Втора светска војна не со нас. Гледате, имате политичарки кои велат им честитам на рускиот народ 9 мај и на второ место на македонскиот народ. Ние дозволуваме некој нас да има ексклузивно право друг на втората, не имаме ние. Пошто тоа е најсветло пример на македонската историја. Па и ние треба да го славиме. 9 мај. Да, а ние направивме се да докажеме дека не се комунисти, дека не биле ова, дека не биле она. Зошто бегаме? Тоа е оно што ни фали. Бегаме ние од историјата. Тоа е најсветло дел на македонската историја. Македонците пред се биле националисти, после биле комунисти. Тоа го велат британците. Тие се бореле за независна македонска обединета држава. Тоа не може никој да го отфрли. Да им го одземе на комунистите. И не треба. Не треба. Треба да се потенцира тоа. Затоа што тие формираа држава. Каква таква тие формираа држава со сите узуси. А имаше само 120 интелектуалци во Македонија. И тоа е многу, сега нема ни толку. Не, сега има со лопата да ги црпиш. Има со дипломи, меѓутоа нема интелектуалци во истинска смисла. Чувство за држава и за нација. Апсолутно. На нас ни фали чувството за држава и за нација. Значи до 120 биле доволно, сега ги нема ни 120. Да, сега од толку многу е растурија државата. Е растурија државата. Чепренов, фала многу. Моли? Многу среќа. Отворивме некои прашања, на иста линија сме. Исто размислуваме. Проблеми добро и да не размислуваме исто. Исто размислуваме. Но замислите јас да прифаќам све ова што го кажувате вие, тоа ќе биде досаден. Тоа ќе биде досаден. Тоа ќе биде монолог. Тоа ќе биде едно досадно интервју кој никој нема да гледа. Нормално. Видите, многу е тешко да се преговара со бугарите. Тоа е толку гнасно, тоа е толку гнасно, значи тоа е
Ja imam kolegi, s Dečem sam razgovarao, on liberalne razgovara se nama, to je, kako beš u komisija taj, Da, znam na Kalčev, da. to je, pazi Bože, čovjek, bugarski nacionalist, do Danske, so njego ne možeš na kraj da izlaziš, to ne mi dade, ko bara vizi za Bugarija, ne mi dade viza. Mnogo sreće.